Почитувани гледачи на МНЕТ телевизија, ново издание од спортскиот магазин Трибина, посветен на македонскиот спорт. Вечерва разговараме со Даниел Гоцевски од фудбалски клуб Брегалница Делчево. Најпрво благодарност за вас за одвоеното време и можност да поразговараме малку повеќе околу фудбалот во Делчево, меѓутоа и за самиот фудбалски клуб. Благодарност и за вас за поканата и во име на фудбалскиот клуб Брегалница Делчево да ви се заблагодариме што го популаризирате спортот, особено фудбалот каков што е во Македонија. Особено трета и втора лига. Така. Уште од самите почетоци кога започнав и јас како спортски новинар и овде дел од МНЕТ телевизија, нели ги поставивме тие контури да даваме максимална поддршка на македонскиот спорт. По една година пауза се врати фудбалот во Делчево во сениорска конкуренција. Брегалница Делчево настапува во третата македонска фудбалска лига Исток, што на практично што во таа една година немаше фудбал. Кои беа причините за да немаме фудбал една година, сега да се врати назад пак? Да бидам искрен, јас оваа година кога имаше пауза во Делчево од една година бев помошен тренер најпрво во Каменца Саса на Баже на Киевски, сега тренер во Башкими, огромни резултати, браво за него. Потоа бев во Осогово помошен тренер на Добрик Илиевски, еден прекрасен исто така тренер и човек. Искрено, па и не би зборувал, а можеби и да не знам што се случувало се, но кога веќе одлучив да се вратам во Делчево, јас сум од Делчево, да го пренесам ипак едно тоа мое мало скромно искуство. Пробав, најпрво разговарав со сега фудбалерите во Делчево се млади, но има и дел поискусни фудбалери кои се, да речем слободно, и мои пријатели. Разговаравме, ајде шо како сакате да пробаме, ајде да видиме. Закажав состанок, огромен интерес кај тие деца фудбалери кои претходно ги имаат поминато сите младински категории на Брегалница Делчево. Одржавме состанок, од тука почна енергијата кај го видоа тоа некои фирми во Делчево. Разговарав јас лично со повеќе фирми, видов позитивна енергија. Една фирма особено се истакна во тој дел. Значи нема да сега да спомнеме, но во Делчево ја знаат и пошироко веќе. Застана цврсто зад мене. Тие се млади собственици кои многу го сакаат спортот, особено фудбалот. Така. Со нивна помош значи го вративме фудбалот во Делчево. Еве сега се надпреваруваме. Тоа ни беше и целта да почнеме, секако што го препознаваа тоа и другите собственици и луѓе млади од Делчево и селени, например, сите помагаат финансиски, целокупно, да. И така створивме една позитивна енергија и го вративме клубот. Моментално, како знаете, сме на четвртата позиција во трета лига Исток, на само 3 бода од второпласираниот Овче поле. Кога стартувавте со враќањето на самиот тој проект да се врати фудбалот, односно Брегалница настапува во трета лига Исток, кои беа поставените цели? Претпоставам дека станува збор за некој проект кој што има некоја долгорочна основа. Тука се нели да се работи со млади играчи, да се произведат млади играчи, па можеби понатаму да се темели на долга стратегија по клубот, можеби да се врати, ако не во прва, барем во втора лига. Во Делчево и за време на паузата се работеше со млади категории. Брегалница Делчево има многу млади деца. Имаме тренери кои добро работат со дечињата. Кога идеш на стадионот е полн, да ти се исполни душа и срце. Фудбалот во Делчево се сака многу. Секако со разговор со тие што ги спомнав собственици во Делчево, не кроеме ние план за една година. Значи ние имаме план за следните 5 години. Не само за надпреварувачки фудбалски, ние имаме план за инфраструктура, за стадион и полека. Но најпрви што ги поставивме темелите за буџет, пример за оваа година, гледаме дека уште сега веќе нашиот буџет, а е прва полусезона завршена, нашиот буџет е веќе исполнет и тие истите спонзори остануваат, дај Боже. А се надевам и ќе има и нови спонзори и со тоа ни дава
еден ветер во грб дека ние само можеме да напредуваме од сега па натаму. Затоа значи не сега одма, но во следните години ако се укаже некоја прилика можеме да ја нападнеме таа позиција за втора лига, но искрено да ви кажам треба добро да се размисли, значи втора лига во Македонија не е мал залак, не е само да влезеш во тоа и после за да како некои екипи што го прават тоа да дојдеме пак во таа ситуација да се бориме за клубот, па пак да го враќаме се оди корак по корак. И сега кога зборуваме за таа позиција која што носи кон втората македонска фудбалска лига, знаеме дека нема директен влез во втора лига. Како шампион екипите мора да играат бараш. Минатата сезона Вардарски беше шампион во трета лига Исток, оние кои што ја пратат трета лига Исток знаат, преку тој бараш надпревар го соволда кораб и дојде до таа втора лига. Колку е пречка тој бараш или колку е можеби предност според вас тој бараш надпревар? Дали реално треба да постои тој бараш надпревар или треба шампион да си има директен влез во втората македонска фудбалска лига? Според мене, значи не мора и тоа да е така вистински одговор или да е точно. Според мене шампионот во третите лиги не треба да игра бараш, значи многу сега да ја земеме кај нас Слога Виница. Многу улага, има млади фудбалери од страна, многу се вложува, многу се работи за на крај некој од сплет околности една утакмица да ти попречи се што си вложувал во претходната година. така. Според мене, значи јас мислам дека не треба да има бараш. Значи можеби ќе треба да се размислува и да се прекорат граници, па да има 3 региони, па да се добие многу на квалитет, бидејќи гледаме дека дел од регионите кога започнува сезоната на крај 3-4 екипи постојано се откажуваат, немаат сили да ја завршат таа сезона практично. Па токму така, значи веќе ако се прават промени треба да се, што спомнав претходно, треба од темелот да почнеш. Тука се општинските лиги, тука се третите лиги, да ги зајакнеме третите лиги, со тоа и втората лига и секако првата лига. Не треба да има бараш, повторувам, значи тоа е моје мислење и не мора да биде точно. Јас како спортски новинар јавно зборувам и кажам дека баражите реално се според мене опција во која што никој не може да ја свати реално. Станувате шампиони и следната година пак играте во истрагна на преврување. Да. Ете, Волзери ми пример 2 години поред не ги поминал тие бараш надпревари. Па видете, лани, те веќе ја спомням, имам таму пријатели в Куманово, Така. се вложија, дадоа се од себе, инвестира, бараш една утакмица и беа можда и поквалитетен тим така, победа. Да. Но ете, сега се борат за опстанок, да речеме, пример. Така. Тоа е едно разочарување кога многу вложиш и на крај некоја ситница таква те оддалечи од и по мене мислам дека треба да се тргнат тие баражи. Така, и сега кога го спомнавме за тие општински лиги, реално немаме многу општински лиги во Македонија кои што се активни. Ајде, ова година 2-3 ќе се родат нови, барем во овој источен дел на Македонија, меѓутоа колку тие општински лиги реално може да функционираат? Еве конкурсно во Делчево. Реално има ли услови да се направи на општинска фудбалска лига кај што треба минимум 6 екипи да настапуваат за да биде легитимна лигата? Искрено не. Во Делчево не. Но меѓутоа и во другите општини на истокот овде. Да, но доколку се направат тие 3 лиги, трети ќе се створат услови за општинска лига, затоа што и тие 3 лиги во трета лига ќе бидат поквалитетни, ќе се створи за останатите екипи простор и така и ќе има нештата, ќе се поприродно ќе се игра општинска лига, ќе заслужат да влезат до трета лига. Сега општинската лига нема никаква, според мене нема никаква, како да кажам, функција. Така, па затоа јас и многу пати во тие некои најави кои што ги правам или анализи потенцирам можеби ќе треба да се формира некој наместо општинска лига да има некоја регионална лига од 2 општини. Во случајот пример Берево, не знам, со Делчево и со Пехчево или Пехчево Берево по неколку екипи за да формира некоја регионална лига која што нема да некој голем трошок, а при тоа ќе е некоја општинска, меѓаопштинска лига. Четврта лига по ранг на надпреварување. Да, мислам дека ипак треба да се зафати поголем регион, во случај ако го земеме Делчево, да ги барем до Кочани, од Кочани, со Кочани таму и веќе има општинска лига. Така, таму, да. Да се вклучи во тој ранг, значи поголем регион да се офати.
Така. Сега кога зборуваме за тие младински категории кои што веќе работат и за време на паузата кога всушност Брегалница не настапуваше во трета лига, исток значи интересот за фудбалот може да кажем дека е голем во Делчево. Па така и го почнавме разговорот дека во Делчево има многу спонзори. Тие спонзори не се случајни. Брегалница Делчево се сака. Брегалница Делчево, значи луѓето, спонзорите и тие млади лица видоа нешто позитивно и се приклучија. Ако не го сакаат клубот, нема да се приклучуваат. Брегалница Делчево и сега, но и во минатото има голем интерес за фудбалот во Делчево. Брегалница Делчево е единствениот клуб во нашиот град. Нормално е да го поддржуваат. Ние сега моментално сме во трета лига, но Брегалница била и во прва лига. Так. Тогаш трибините, јас како мал едва се сеќавам, но трибините беа преполни. Во оваа трета лига сега последниот натпревар го покажа исто тоа. Имаше над 1200-300 сигурно публика заедно со гостите од Берово. Така. Така да тоа ми влева така некоја надеж дека ќе има следни интересни години фудбалски во Делчево. И сега спомнавме околу таа инфраструктура која што како план ја имате опфатено. Што се подразбира од таа инфраструктура? Може ли да очекуваме некои подобрувања на самиот градски стадион во Делчево? Така, значи како што кажав, со тие млади собственици веќе правиме и е направен 5 годишен проект во кој офаќа и реновирање на дел од инфраструктурата на градскиот стадион во Делчево. Градскиот стадион во Делчево, само да ги запознавам гледачите за тие што не знаат, има во свое време кога беше во топ форма одиграни меѓународни надпревари. Така. Има младински надпревари, се сеќавам, јас го гледав тој надпревар Македонија и Бугарија играат. Имаме 2 трибини, голем капацитет на публика, може да соберат теренот. Моментално можат да му завидат и многу, па да не речем и прволигашки екипи. Во одлична кондиција, многу добар терен. Трибините, дел од трибината сега веќе во првата година ја саниравме. Собликувалната е во следните неколку години, но како што кажав, одиме чекор по чекор. За се треба и средства, и време, и трпение. Не може се одеднаш да се направи, но доколку стигнеме до тој некој чекор, мислам дека Брегалница Делчево ќе има еден доста сериозен и стабилен стадион, што може да се размислува. Ние сме таму погранично место, пример може да се размислува и за многу посериозни проекти. Така, значи тука автоматски би можело да дојдете екипи од страни на подготовки, на летни, на зимски подготовки да се користи, како што своевремено имаше некој обид тоа да се случи во Делчево, односно во Пехчево на терен, значи се размислува сериозно веќе во тој дел. Со оглед на фактот дека спомнавте дека е голем спортски центар, јас би рекол, да. Значи тоа ќе бара и доста захтевно одржување. Ако на времето нели тука може да игра репрезентацијата, времето си го зема своето дека со нередовно одржување доаѓа во состојба какво што е сега практично. И ќе треба да се обрне одново ново внимание. Да, но ние работиме веќе на тоа и дај Боже да останеме така сплотени како што сме до сега. Дај Боже да продолжат сите тие фирми и нови, но ние на тие фирми и на тие наши поддржувачи знаеме да им одговориме, да има еден фидбек. Веќе стадионот е испишен со нивните логоа, целиот стадион веќе се гледа кои фирми, кои го сакаат, веќе тоа буди нови фирми. Преку нашата Facebook страна имаме направено фотосесија со нашите спонзори. Ние имаме спонзори во 3 категории. Така. Имаме пријатели, имаме златни спонзори, голд, имаме премиум спонзори. Така. Нашите најголеми спонзори ги рекламираме секаде по нашата Facebook страна, како што ви кажав, стадионот, и имаме уште многу. Така, за да има интерес да имаме уште многу изненадувања и работиме и на маркетинг малку веќе, но нешто што многу клубови реално не го имаат тоа. Чекор по чекор ќе, како што кажав, има интересни фудбалски години во Делчево.
Кога спомнавме за маркетинг, реално, ајде трета лига пак е на некој ниво нели понизок ранг над првиот честни исклучици на многу екипи како што сте и вие. Меѓутоа имаме екипи кои што и во втората лига дури нема ни ајде ако не веб страна, ама нема ни социјални мрежи. Немаат, не знам, не се активни на Facebook, на Instagram да објават некоја фотографија од самиот надпревар. Па ако загуби екипата не се објавува резултатот, а ако победи екипата се објавува. Имаме такви многу моменти бидејќи поентата ми беше дека многу екипи се далеко од тој маркетинг и начинот како да се конектираат и со навивачите и со бизнис секторот, тие кои што вложуваат, не знам, преку продажба можеби на некој фан шоп, преку продажба на сезонски карти кои што реално се колку толку доста значаен извор на финансирање. Фудбалот и во светот и кај нас е, како што кажав и претходно имаше во Делчево едно интервју, е шоу. Значи треба да знаеш како и да го презентираш фудбалот. Не може фудбалот е јавна работа и треба да допреш до народот. Треба да го натераш прво да дојде на стадион, треба да ги поддржаш јавно спонзорите, да ги рекламираш, маркетинг, менаџмент. Значи, пак ќе кажам, и јас имам колку толку искуство соберено, едно 7 години имам континуирано настапувано во втората лига. Сега се одлучив на тој чекор, но сакам да не ми избега мисла, да сакам да кажам за младите сумстриенци, тие менаџираат 500 луѓе од фирма и се во таа област. Така. И знаат како добро да го и пренесеме тоа и се и со нивна помош работиме и за сега добро иде. Е сега кога зборуваме за трета лига, сакам само да кажам дека треба да си ја знаеш работата и треба да ја работиш. Така. Не може ради реда ништо не се работи. Така, апсолутно согласен. Апсолутно. Сакам да кажам особено во фудбалот, во таква работа која е, како што кажав, јавна. Така. Е сега кога зборуваме за третата лига Исток, оваа сезона беа најавени 12, меѓутоа две екипи се откажа, останавте 10. Колку е квалитетот оваа сезона во трета лига Исток? Квалитетот е тој што е. Значи, сега јас не сум и некој фудбалски стручник или експерт, ама ние и првата лига ако ја земеме, моментално таква е состојбата. Дај Боже сега со нови промени, има најави дека ќе има некои промени во федерацијата, да се постават луѓе кои стварно заслужуваат да бидат таму и кои имаат многу фурни лепи зедено во таа област фудбалот. Имаме таков човек таму што се споменува, дај Боже да има удел, да пренесе некои искуства. Значи очекувате некои позитивни случаи. Секој промени, секоја промена, значи треба да очекуваме позитивно. Искрено сум оптимист дека ќе трне работата на добро. И сега од аспект на самата инфраструктура која што спомнавме во Делчо, меѓутоа ете и во прва и во втора лига, со оглед на фактот дека имате доста големо искуство во втора лига настапувајќи речиси на сите стадиони во Македонија, на кој ниво е инфраструктурата спортска во Македонија? Ето, особено ако екипа која што има некои повисоки цели, во случајот ајде сега Слога Винницата да речеме, можеби следната сезона или понатаму ќе сте вие тренирате некој добар терен, се подготвувате и одите на терен каде што реално барем главниот дел тренникот е во некоја ужасна состојба. Колку тоа ќе се рефлектира врз самата игра од аспект и како играч, меѓутоа сега веќе и како тренер на екипа? Па нормално дека тоа негативно влијае и на самите играчи. Секој играч ќе биде кога ќе излезе на добра трева, со добра топка, добри играчи, ќе има добар фудбал. Не може на лош, мислам, терен да прикажеш добра игра. Така. Инфраструктурата моментално барем јас, колку што ја знам, во ова нашата моментална втора лига и трета лига треба многу да се работи. Многу. Имаме совлекувални во втора лига. Каде што нема ниту топла вода. Топла вода да нема, а па да не правиме и за други. Јас кога се нафатив и кога сето тоа го пренесував, најпрва мојата реченица беше или ќе го правиме во Делчево или нема да го правиме.
или на младите мои и фудбалери и другари, ние сме таму едно цело, сите исто, им кажав колку толку или ќе се мисла колку толку ќе се чувствувате како фудбалери или нема зошто да го правиме тоа. Значи не може да нема фудбалер опрема. Нашите сега фудбалери со тие млади што ги кажав од страна, да искористам оваа прилика да им се заблагодарам и на фирмите и на сите млади. Опреми имаме од глава до пета. Така. И за надпревари и за тренинзи. Значи ако немаш топла собликувална и основни сега да не кажувам кои се основни реквизити и така натаму за тренинг, зошто да го правиш тоа? А не да правиме муабет за надпревар. Така. Значи, во секој случај сме во многу сегменти далеко од тоа што треба да сме барем на основата да видиме. За жал да, но сепак ќе кажам дека дај Боже со сега со новите промени да тргне работата напред. Значи таму се спомнуваат имиња кои имаат многу големо искуство во европскиот фудбал, не во македонскиот. Па дај Боже да видиме и ние некој аер од тоа. Што може да очекуваме од пролетната полусезона? Гледаме дека веќе слога Виница се бил до некоја бодовна залека со која што ќе сака некако во финишот од сезоната да има сигурна завршница и веќе да се подготвува полека за баражот. Што она што практично пред вас го имате зацртано во тој пролетен дел како Брегалница Делчево? Па ние го стваривме тоа што го зацртавме да го вратиме фудбалот во Делчево, ние го вратиме фудбалот и јас сум и од тоа што го очекував сум и дури позитивно изненаден како тргна работата, но нашата цел е, како што кажав, исполната. Мило ми е што освен на голманот кој е од Македонска каменица, сите фудбалери се од Делчево работиме, тренираме. Ние за дека ќе можеме или оваа година нешто да сериозно да направиме. Не, но како што кажав, во идните години не ја исклучуваме можноста, но слога Виница е доминантна во секој поглед. Оваа година мора да си признаеме и мора дури да им честитаме на таквите кои сакаат да вложуваат во фудбалот, кои покажуваат како се работи. Имаат спонзор стабилен, имаат добри тренери, имаат добри услови, што го заслужува секој млад фудбалер. Така. Значи, им посакувам, например, само среќа, успех, до бараж сигурно ќе стасаат оваа година, да им посакаме среќа у баражот. Така. До година дај Боже да го нема тој стрес, да играш цела сезона за 90 минути. Нема логика. Така, некош може да се случи цела сезона да немате ниту пораз и на крај во баражот да не бидете поразени на 0-0, 1-1 на пенали да загубите. Што е класичен пример беше пред неколку години Вардар Неготино кога го загуби од Кароран во пенал рулетот и остана пак во трета лига. Тоа го кажав, веќе нема што да го повторуваме. Според мене треба да се тргне тој бараж и не само тоа, и што го спомнавме тие трети лиги, да се размисли малку за три трети лиги, со тоа ќе добиеме квалитет на општински лиги и така се чекор по чекор. Спомнавте дека само голманот од Македонска каменица сите се од Делчево. Во кои категории оваа сезона настапува Брегалница Делчево се младинските категории во прашање? Да. Оваа година настапува Брегалница Делчево во младински категории. Таму имаме две генерации, три генерации на младински категории. Така. Но сега веќе размислуваме кога го активиравме оваа нашата прва екипа од до година плюс уште една генерација и се така да ги додаваме генерациите, да ги исполниме за да немаме јас во генерација, да немаме прекин во генерација, за да можат децата континуитирано да се надпреваруваат, за да во Делчево има фудбалска подлога, има фудбалски таленти. Како што кажав пред малку, тренерите во младинските категории добро работат со децата и да го надополниме тој јас на генерации за да знаете како децата сега од мали се надпреваруваат на помали терени и
како Така. идат генерациите, терените им, димензиите се покачуваат и сега кога дојде време баш да тие деца да настапуваат во првата екипа, ние во Делчево моментално ги немаме тие генерации. Така. Имаме сега 3-4 деца преземени, тренираат со нас, немаат право на настап, но тие деца за година две ќе ги имаме како Опции за прв тим. како опција за прв тим, како ќе се борат, ипак ќе имаме, како да кажам, наши деца. Така. А сега со тоа ново размислување, со тие наши цели, ако успееме да ги пополниме сите генерации година у година, тоа е се, како што кажа, во тие Така. следни 5 години треба за се време тие деца треба да растат. Така. Ако ги надополниме тие сите генерации, ако успееме во тоа, мислам дека ќе добиеме на целина фудбалска добра во Делчево и како што кажа, во Делчево има една добра фудбалска подлога и дај Боже да истераме еден нов Ванчо Трајанов од Делчево Така. и така натаму. И сега кога зборуваме за тие младински категории, дали можеби има веќе уписи на деца кои што се за прв пат запознаваат со фудбал, некоја помала возраст, како ги примате и како постапувате со истите? Кажав, интересот во Делчево е за фудбал и за спорт. Значи може во Особено било за кое фудбал. време особено да дојде дечиња ако сакат. Има се приклучуваат деца сега, особено со активирањето пак на фудбалскиот клуб во таа трета лига, јас да ви кажам, деца, родители пристапуваат, велат да бе детето цело време ме тера да доодиме, веќе децата се Така. еден собственик од ресторант, една анекдота интересна, ручевме кај него децата, на неговите деца се во младите категории. Така. И како влегуваа нашите фудбалери, еве го петката, им светат очите, веќе имаат идоли Така. во Делчево и тоа е тоа што треба да се случува и во секој град. Носи радост кај децата во секој Така случај. е, да, И ги насочува на правилен раст. Младите треба да се исполнети, треба да спортуваат и мислам дека спортот и не само спортот и културата и младите треба да бидат исполнети, да немаат простор да размислуваат на пороци. Сега во финишот на самата емисија околу тој финансиски дел рековме дека се подпирате на приватниот сектор, на тие спонзори, колку се рефлектира можноста тоа што можеби третолигашите нема да добијат ваучери кои што ги добива во претходните години или сега поново субвенции. Ќе има ли некој можеби некој финансиски удар врз вас како клуб или генерално како третолигаш ако гледаме? Овие ваучери субвенции од секогаш биле многу коментирани. И има многу контрадикторност кај овде. Ќе спомнам сега, значи субвенција секој што повеќе вложува и добива резултати добива поголеми субвенции. Така е кај нас сега моментално добиваат поголеми субвенции клубовите кои остваруваат резултати, но човечки, људски пример на кого треба да му помогнеш, на сиромавиот или на богатиот. Така. И сега тука е таа двуумица што и како, али еве сега има некои промени, пак ќе кажам треба добро да се размисли. Добиваат помош најголема. Сега ајде пак ќе кажам, имаат највеќе вложено, имаат така. резултати по тој коефициент, таму ги следува нив најмногу субвенции. Но од друга страна тие клубови излегуваат во УЕФА, добиваат помош и таму средства од УЕФА. Така. Треба по мене да се размисли, пак ќе кажам дека ние сега сме тука и си разговараме, јас така. не сум можеби ни толку стручен или не знам што како, ама тоа е само едно мое скромно размислување, да го земеме примерот во нашите соседни држави, не мора да одиме подалеку, Бугарија, Србија, самите лиги си имаат спонзори. Нашите клубови треба да бидат ослободени најпрво од трошоците. Тие се големи трошоци за клубовите и тука веќе некои клубови кои самите котизации ги платат, се осиромашуваат. Станува проблем после за фудбалерите. Јас сум бил фудбалер, знам како е неисплатен фудбалер. Чекаш од ваму, од таму, не иде тоа така.
ниту можеш да тренираш неисплатен фудбалер. Знаеш како, ако и вие не земате плата, кој да е работник, ќе нема волја да оди, така има разочарувања, така згаснуваат талентите и пак ќе кажам дека треба да се размисли на некој подруг начин со спонзори во лигите, со актуализација, тоа што го спомнувавме за на пример за самите клуби, маркетинг, трошоците да бидат намалени, субвенциите поизрамнети, според мене. Така. И во секој случај се согласувам со делот дека треба да се помогне на тие кои што се во фаза на развој или тие кои што немаат, за да се подигне на некој повисоко ниво, па да се издрмнат со тие кои што веќе вложуваат или да бидат видени најде на фудбалската карта во Македонија, бидејќи реално има доста ентузијасти, ете како што сте и вие веќе со Баргаленот Делчо, кои што сакаат да направите нешто, меѓутоа ете финансиите до некаде може да бидат и голема пречка пред се ако еден клуб треба да вложува и во инфраструктурата во целост, и во младински категории, тука е котизацијата, превозот, бидејќи реално трета лига исто ќе може би најголемиот регион по територија. Вие треба да патувате до Дојран или од Дојран екипата треба да дојде до Берово, каде што реално имаме доста големи трошци пред се и во превоз. Да. Трошците се големи, особено трета лига и за некои клубови и се големи и не се втора лига, веќе голем залог. Тука мора да имате младински категории, барем две, и тие влечат многу трошоци. Секој град нема доволен фонд на фудбалери, мораш да земеш фудбалери од страна, тие фудбалери таму треба да бидат сместени и така натаму. Тоа се носи многу пари, но пак ќе кажам, Фудбалската федерација на Македонија треба да размисли да им помогне на клубовите како финансиски, така и како што спомнавме пред малку, инфраструктурно. Да им дозволи на самите клубови со проекти да ги разубават своите стадиони, да Македонија да добие еден квалитетен фудбал и секој што ќе иде да гледа фудбал да ужива. Значи ние имаме фудбалски стадиони кои се во очена состојба и така натаму. Со оглед на фактот дека веќе заврши всушност есенскиот дел, одиграни се само 9 кола. Со оглед на фактот дека след 10 екипи, колку тоа ќе се рефлектира врз самиот квалитет, бидејќи имате дури 4 месеци пауза, завршивте пред некаде околу 2 недели, а пролетниот дел го стартува таму некаде средината на месец март. Слога Виница сака влез, колку моментот дека 4 месеци нема да игра таа екипа ќе биде подготвена после за тој бараш надпревар. Ако споредиме конкретно со трета лига Север, каде што играат поголем број на кола или 26. Еден фудбалер од таа пауза од 4 месеци секако дека е преголема. Мислам дека и третата лига како и првата лига треба да има еден трокружен систем, да се пополнат и не само тоа, пример и термините на одигрување, започнување на сезоната, тие паузи репрезентативни, треба тоа добро да се размисли. Фудбалерите во втора лига завршуваат многу доцна во тие ладни денови кога терените веќе се помрзнати, нема услови за фудбал, треба се тоа да се добро размисли. И сега гледаме дека Слово уште и понатаму тренира, игра, меѓутоа нема екипа за да одигране пријателски надпрев, бидејќи второлигашите уште се активни со фудбал, тие се некаде до 7 декември со заедно со прволигашите. Така, како што кажав и претходно, Слога Виница веќе сериозно си има сватено работата, точно е тоа. Најмногу на нив ќе се рефлектира таа пауза. Видете сега во западниот дел има трети лиги кои играат се уште. И таму тие циклуси се поклопуваат на фудбалерите, тој одмор се поклопува, има во годината еден фудбалер колку му треба одмор, колку му треба надпревар, и тоа секако тренерите на Слога Виница го знаат и го работат како што треба, но имаат еден дефицит, еден хендикеп, што како што кажате вие не можат да најдат противника,
а фудбалерите сакаат да ги одржат во тој надпреварувачки ритм. Така. И сега на крајот, кој ќе биде некоја порака која што би сакалете да уплатите пред се до младите да спортуваат, да вратите на Брегалница Делчев се отворени, сите кои што сакаат да дојдат да спортуваат за фудбал, да се запознаат за фудбал, да започнат уште од мали нозе со фудбалот практично. Така, значи атмосферата во Делчево, како што кажав и претходно, фудбалот во Делчево секогаш е сакан и Брегалница Делчево е сакана, затоа и сега е поддржувана. Младите дечиња и тие ја осеќаат таа енергија. Има веќе и нови членови, нови деца и се повеќе родители ми кажуваат, моето дете сака да дојде, тато кога има фудбал, ајде да одиме, се приклучуваат повеќе деца, тоа секако и мене и сите што сме во фудбалот не радува. Им посакувам само на дечињата да дојдат на стадиони, тие што се дојдени да работат, да ги слушаат своите тренери и со тек на години не знаеме, значи не мора сите да бидат фудбалери, ама нека бидат барем добро изградени личности. Така, уште еднаш ќе ви се благодарам за одвоеното време, за гостувањето во трибина, ќе ви посакам многу среќа пред се факт што го вративте фудбалот и сега да продолжите да го одржувате и да ја вратите Брегалница најпрво во втора, се надевам еден ден и во прва лига и стадионот однова да биде исполнет со оној навивачки сјај како што треба да биде. Ви благодарам и посакувам и на вас успешна работа и да продолжите да го работите тоа како и до сега. Треба и не само вие и други веќе новинари млади да се приклучат и да ја створат таа атмосфера не само тука во истокот и во цела Македонија и сите заедно да го подигнеме фудбалот на едно повисоко ниво. Уште еднаш благодарност до вас. Почитувани гледачи, ова беше Даниел од фудбалски клуб Брегалница Делчево, со кој што разговаравме пред се за враќањето на клубот и враќањето на Брегалница Делчево во трета лига, исто околу тие младински школи, меѓутоа и околу сите тие зацртани цели кои што ги има клубот. Ви благодарам што и вечерва не следевте, останете понатаму со програмата на М-нет телевизија.